До февруари Весна Адамева мора да се врати на претседателската позиција на судски совет. Откако управниот суд ја поништи одлуката за нејзиното разрешување, утре членовите на судски совет на затворен колегиум ќе ја разгледуваат пресудата и ќе одлучуваат кога Адамева ќе ја вратат на функција. Како што информираат оттаму, по одлуката треба да се постапи во рок од 30 дена. Тројца судии од управен ја потпишале одлуката, наоѓајќи дека била разрешена на незаконски начин. Ја прашавме Дамева дали враќањето на претседателската позиција за неа е триумф. Во овој момент ќе се воздржам од коментари. Би сакала да го сочекам утрешниот ден. Весна Дамева беше разрешена во април минатата година кога нејзиниот заменик Селим Адеми побара да се гласа за разрешување поради нарушување на меѓучовечките односи во Советот. После ова таа поднесе тужба до управниот суд. Ова разрешување го наруши кредибилитетот на судскиот совет, за кој имаше повеќе реакции во јавноста, а беше испратена оценска мисија од Европската Унија, која изготви 40 препораки за подобрувањето на функционирањето на судскиот совет. Скандалите во советот се најдоа и во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, кој нотираше дека немаме поместување во однос на независноста на судството или заштитата на основните права. Комисијата упати критики и порача дека политичките актери треба да се воздржат од јавно коментирање на судски постапки, а судскиот совет да ја зголеми својата транспарентност. Невладините организации бараа и се уште бараат оставки од членовите на судски совет, бидејќи сметаат дека вакво тело не може да носи кредибилни одлуки, откако цела година го следат скандали, а за тоа критикуваат и домашните експерти и странските фактори.